Одлуката власта наместо во Бугарија да инвестира во гасна електрана во Александрополус, Грција, е лош потек кој ќе предизвика сериозни последици, алармираат експертите. Според Константин Димитров, таквата инвестиција е политичка, која нема да има речиси никаква економска оправданост, освен како што вели само политика во енергетиката. Ова што сега се прави и со Белени и Александрополис е политика внесена во енергетика, која што според мене нема економски оправдувања. Тие пари што таму ги вложуваме, треба да ги вложиме во Македонија. Експертите критикуваат дека во услови на криза многу е подобро парите да се трошат дома, и тоа за енергетски проекти кои ќе отвараат нови работни места. Како пример ја посочуваат ТЕЦ Неготино која не работи, а со мала инвестиција може да се приспособи за производство на газ. Ние го имаме како прво Неготино. Со многу малку пари, термоцентралата во Неготино, која што сега стои конзервирана, не знам колку знаат во владата и другите дека горилниците кои што таму се вградени, едните се на мазут, а веднаш ќе има и гасни горилници. Значи дури да се направи таа реконструкција, имаме една постројка 200 мегавати која би работела на газ. А што е другото добро? Наши фирми ќе најдат работа во овие тешки моменти. Градежни фирми, машински фирми, електро, кои што ќе се купи само опремата, а сето друго ќе живне нашето стопанство во овие тешки моменти. Во овој случај ќе живне некој што ќе добие некој политички поен, ако е притиснат тоа да го направи. Јас не би рекол дека може да капни некоја провизија, но секогаш може да помислиме дека и тоа може да се оствари. И не би сакал така да верувам, но тоа е обично секојаш е таква пракса при такви големи вложувања, некој ќе биде као бомбон на бензин, ке му излезе тоа што го вложува таму пари. Дека државата се откажува од инвестиции во нуклеарката Белене во Бугарија и ќе инвестира во Александрополус во Грција, потврди генералниот директор на АДСМ Васко Ковачевски. Тој рече дека со оваа инвестиција се очекува да се подобрат перформансите на компанијата во поглед на стабилно производство на струја. Поврзувањето треба да биде преку интерконектор од кој Македонија би добивала газ, но исто така би се користел и за транзит кон Косово. Колку за подсетување, Македонија уште лани најави дека има интерес да биде дел од проектот Белене, што Бугарија неколку пати го најавуваше и откажуваше.